Денеска се слави еден од најголемите христијански празници Илинден, празник посветен на Свети Илија. Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот јазик заради тоа што на 2 август започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 е одржано првото заседание на АСНОМ. Денеска илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, што го прави Илинден еден од најважните празници во државата. Свети Илија е еден од култните светци кај православните македонци, бидејќи православната црква го има поисоветено со Перун од словенската митологија кога вршела покрстување на словените. Култот кон Перун бил широко развиен кај македонските словени, па така тие го замениле своето омилено божество со христијанскиот светец. Овој култ кон Перун или Илија е денеска присутен и кај македонците. Свети Илија бил боговидец, чудотворец за Божјата вера. Бил родум од племето Ароново од градот Тесвит. Кога се родил Илија, неговиот татко Савах видел ангели Божји околу детето, како го повиваат во оган и му даваат да јаде пламен. Тоа било предзнак за неговиот пламенен карактер и за богодаруваната огнена сила во него. Целата своја младост ја минал во богомислие и во молитва, повлекувајќи се често во пустината за да во тишина размислува и се моли. Илинден како државен празник е неработен ден во Македонија. Традиционално празникот се чествува во Крушево на Мечкин камен. Таму е централната манифестација. Мечкин камен е посетен од голем број државни и други делегации, како и голем број на граѓани.